Новинарите не се над законот, но одредување притвор за осомничен новинар заради напишан текст во кој што го брани јавниот интерес, по сите реакции и сите укажувања и од домашните медиумски организации, од медиумската заедница, но и од меѓународните релевантни институции и организации, навистина не може поинаку да се протолкува освен како груба демонстрација на сила и ароганција и апсолутно игнорирање на она што ние го укажуваме веќе 30 дена, а се чини ќе го укажуваме и подолго. Воедно, одлуката за продолжување на притворот за осомничен новинар за објавен текст представува заплашување на сите новинари, кои што јавниот интерес го ставаат над сопствениот комфор и над интересот на разноразни центри на моќ. Затоа очекуваме нашето барање формално упатено од адвокатот кој што го застапува Томислав Кежаровски за ослободување од притвор и да му се дозволи да се брани од слобода, да биде разгледано и да биде усвоено. Во консултација со нашиот правен застапник, сметаме дека мерката притвор за колегата Кежаровски е неиздржана. Нема никаква опасност за бегство, нема никаква индиција дека некогаш се обидел да ја напушти земјата. Кежаровски има формирано семејство, нема активни врски со странство и нема имот кој би му овозможил да избега. Строгата казна сама по себе не е доволен доказ да се оправда продолжувањето на притворот. Овој принцип Европскиот суд за човекови права во Страсбург го има изградено во неколку принципи. Одлуката за притвор која се заснова на стереотипна форма на зборови без никакво појаснување, зашто постои ризик од бегство, никогаш нема да го сметаме за прифатлива. Стои во пресудата на судот во Страсбург во предметот Јахџи и Сархин против Турција. За нас не е издржано ниту објаснувањето дека обвинетиот ќе влијае на сведоците, кога се знае дека најголем дел од сведоците веќе се испрашувани. Не постои опасност ниту други обвинети да влијаат врз него. Ваквиот аргумент се побива од Европскиот суд во предметот Трзаска против Полска, дека опасноста за влијанието на сведоците не може да се потпре на апстрактни аргументи, туку мора да постојат фактички околности за да може некој обвинет да се лиши од слобода. Судот во Страсбург ја оправдува ваквата мерка само во случај кога сериозно се нарушени други права. Би истакнала и на фактот дека оваа стапка, овој случај има исклучително негативно влијание врз севкупната состојба со медиумите, новинарството и слободата на изразување во Република Македонија. Овој пример не само што ги обесхрабрува новинарите истражувачи, туку тој ги плаши. Значи, се сее страв, а тоа во никој случај не може да биде во прилог на адресирање и решавање на и така натрупаните огромни проблеми со кои што се соочуваме како медиумска фела, меѓутоа и како држава севкупно. Ова ќе има исклучително лоши последици врз состојбата со не само слободата на изразување и слободата на медиумите, туку севкупно со статусот на човековите права во Република Македонија и би рекла вкупно имиџот и угледот на нашата држава. Како новинар повеќе од 20 години сум ги анализирала и следела притворите во Македонија. Експертската јавност секогаш имаше критички пристап кон нашата судска пракса, само една мерка за безбедност која овде стана правило да се применува како казна. Но во сиве овие години не се сеќавам дека постоел некој случај на притворен осомничен, како што е Кежаровски, што предизвикал толку многу реакции од меѓународните и новинарски асоциации и меѓународните асоциации за човекови слободи и права и слобода на медиуми. Значи, јас не се сеќавам на друг ваков случај да има такви силни реакции од надвор. За жал, како што разбравме вчера, тоа очигледно ништо не им значи на судските власти, притворот за жал е продолжен уште 30 дена. Исто така, за жал, лесно може да се прогнозира дека веројатно ќе тераат и натаму 30 по 30.
А лесно е да се предпостави и дека ваквото однесување, овој случај Кежаровски ќе биде причина Македонија да забележи пат на сите тие ранглисти за слобода на медиуми и човекови права. Но во овој случај не можеме да кажеме дека е, не знам, виновен некоја абстрактна личност. Во конкретниот случај, во продолжувањето на притворот, се знае кој ќе биде заслужен за нашиот пат на сите овие листи. Во контактите со Кежаровски и неговото семејство, што ги имало и по телефон и при видувањата во притвор, дека тоа е во многу тешка пред се психичка состојба, дека едноставно не може да се соочи со фактот дека буквално невин поради напишан текст лежи во притвор и дека од време на време и помислува на најлошото. Од тие причини сакам чисто како еден човечки апел, бидејќи ние како иницијативен одбор исто така бевме, ако се сеќавате, и во судот да бараме образложение за неговиот притвор. Тогаш од страна на судиите ни беше одговорено дека истражната судика по службена должност, откако ќе ги испита сведоците, ќе го разгледа барањето за ослободување од притвор, бидејќи веќе ќе престанат причините за негово држење во притвор. Но гледаме дека тоа не се случува, дека му е продолжен притворот за уште 30 дена, не знам уште колку долго ќе се одолговлечува со слушувањето на сведоците, но страхотно е сознанието дека вие денес во притвор можете да останете буквално 2